Се намалува водостојот на реките, водата полека се повлекува, ама остава голем пустош зад себе. Уништени посеви, оштетени патишта, револтирани жители. Ова е епилогот по големите поплави што ја зафатија Македонија. Тетовското село Раотинце се опоравува од недојдениот Вардар. Најпогодени беа источните делови од земјава, а жителите доправа ќе ги бројат штетите од невремето. Лошо, страшно беше. Тоа почнахме да плачеме. Дури ме омрзна и куќе и се више. Колку може вставав нешто на врати, али ништо не, водата само идеше, тоа не беше вода, тоа беше река. До туку вода бе. Не можех да преку оградата сам виколила да доја тука да видам кај детето што има, што нема. Имаше што да видиме, значи това ништо се фрла. Ништо не остана. Кај комшиите што влегнаа таму и оттам се извртепаа дека нас. Како што информираат од Центарот за управување со кризи, во Тетовскиот регион поплавени се подруми, дворови како и обработливо земјиште. Хидролозите велат дека водата постепено се повлекува и постојано ја следат состојбата, но не очекуваат поголеми проблеми од овие што ги имавме досега. Се најавува стабилизација на времето во текот на оваа недела, без некои поголеми врнежи од дожд, прилично суво време и со повисоки температури на воздухот. Иако предизвикаа сериозни проблеми во добар дел од земјава, обилните врнежи од дожд придонесоа и за подобрување на хидролошката состојба во земјава, додаваат хидролозите. Но сепак вела дека мора да бидеме внимателни, зашто излевањето на реките кои поплавија неколку села направија сериозни проблеми. Овие врнежи сепак придонесоа за подобрување на хидролошката состојба во земјата, со исклучок на овие неповолни појави и локални изревања кои што беа предизвикани во изминативе денови. Инаку невремето кое зафати речиси цела Македонија остави голем пустош зад себе. Во брегалничкиот регион се излеа Кочанска река и ги поплави земјоделските површини како и куќи и дворови во Облешево. Нивото на водата во Калиманци како и во реките Пчиња и Крива полека се стабилизира. Од Центарот за управување со кризи јавија и за прекин на сообраќајот на неколку патни правци поради наноси од земја. Оттаму вела дека надлежните се на терен и работат на расчистување и санирање на состојбата.